Орце Ѓоргиевски ќе го преземе кормилото на метрополата. Со убедлива победа и освоени над 95.000 гласови, Ѓоргиевски е новиот градоначалник на град Скопје. Тој во вториот круг го порази против кандидатот Амар Мециновиќ од Левица, кој доби околу 61.000 гласови. Таткото на градот по 4 години пропаѓање на Скопје под палката на Данила Арсовска ветува корените промени уште од првиот ден кога ќе седне на градоначалничката фотелја. Неговата цел е главниот град да стане модерен, поврзан и зелен. Меѓу најгласните ветувања на Ѓоргиевски беше чистотата на градот, но и оптимален јавен градски превоз. На што можам вака со сигурност да гарантирам дека ќе станува збор за одговорни лица, лица кои што си ја знаат работата и лица кои што се спремни да се вложат максимално како што ја ќе се вложам за градот, за јавните претпријатија и за услугите на граѓаните. А во наредниот период јас ќе го дообединам Скопје како што никој тоа не го направи во историјата. Моја цел и главна заложба ќе биде да имаме обединет град. Град во кој што нема да се двоиме, град во кој што заедно ќе го делиме и доброто и лошото, заедно ќе прославуваме. Тоа го немало изминативе години и јас имам должност за моите граѓани тоа да го направам, а тоа е да го обединам својот народ. Ѓоргиевски упати директна порака до својот против кандидат Амар Мециновиќ од Левица, партијата која не освои ниту едно градоначалничко место. Му препорача да го загрее столчето и да го заврши факултетот. Мециновиќ наместо да признае пораз, уверува дека Левица на следните парламентарни избори ќе се мобилизира и ќе претендира да биде прва партија во Скопје. После оваа изборна трка, особено после се тоа што се случи во град Скопје, ние ќе се вратиме во парламентот уште посилно. Сакам да порачам на сите 60.000 луѓе кои го дадоа гласот за мене оваа вечер. Следните 2,5 години имате глас во собранието. Јас ќе бидам вашиот глас, јас ќе бидам гласот на ова движење кое го создаваме. Ѓоргиевски во својата изборна програма ветува дека скопјани ќе живеат без сообраќаен хаос и ќе уживаат во уредени места за рекреација. Омилен проект кој според него е најреален од целата програма е подземниот булевар и кружните текови кај Лимак. Ѓоргиевски планира воведување електрични автобуси. Дел од визијата се и нови велосипедски и пешачки линии кои ќе овозможат побезбедно и поудобно движење на Скопје. Новиот градски татко ќе има полни раце работа уште првиот ден по преземањето на функцијата, која се очекува да се случи деновиве. Од бараките на град Скопје ќе замине до сегашната градоначалничка Данила Арсовска.